civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Господине Мемети, вие сте нашиот наблюдувач, односно наблюдувач на Цивил, мобилен наблюдувач на изборите, односно на локалните избори што се одржаа минатиот месец во Република Северна Македонија. Дали ќе може од вас да добиеме некакви ваши согледувања за тоа што се случуваше во низ целиот изборен процес, односно еве да почнеме од предизборието? Значи, генерално, доколку зборуваме во поголема слика во врска со процесот, со изборниот процес во општина Куманово, изборите теча на најнормален процес, немаше да кажеме некои големи проблеми што се очекуваше дека ќе настанат во општина Куманово со оглед на политичката клима што влијаеше или што доминираше во предизборниот процес и во процесот на избори тука во Куманово. Со еден збор може да кажеме дека изборите теча во најнормален тек, и првиот и вториот круг. Имаше неколку, да кажеме, жалби од дел од политичките структури, меѓутоа тие не беа, да кажеме, огромни за да може да влијаат во финалниот резултат за избирање на градоначалник на општина Куманово, но и за делот во советот на општина Куманово. Значи, според вас, сепак овие избори беа демократски во смисла на тоа дека сепак гласовите отидоа таму кај што граѓаните сака, или? Да, мислам, можеме да кажеме слободно дека граѓаните се одлучија за најдобрата опција, кога велам најдобрата опција за градоначалник на општина Куманово, но и за советниците, бидејќи според анкетите што беа, да кажеме, пред изборниот процес, старо-новиот градоначалник котираше меѓу најуспешните градоначалници низ значи во национално ниво, низ цела територија на Северна Македонија, но беше интересен беше моментот зашто се калкулираше внатре во СДСМ за кандидатот кој ќе биде во општина Куманово, и на крај, нели, староновиот градоначалник во последен момент се реши, нели, да се кандидира како независен кандидат со независна листа, и искрено никој не очекуваше, значи не дека не очекуваше, но шансите првично така изгледа, бидејќи, нели, тука повеќе доминира партиското влијание, значи луѓето повеќе кога гласат за партија, не за личност, но тука за прв пат во историјата на општина Куманово се случи нешто што мислам дека ќе се дискутира и ќе се анализира во политичките кругови, но и академските кругови, да победи еден независен кандидат, особено за првиот круг, бидејќи во вториот круг имаше политички калкулации, каде што, нели, имаше поддржување од една или од друга партија. Меѓутоа, тоа што беше интересно дека староновиот градоначалник победи во првиот круг, минимално со 25-30 гласа, но победи. Така да Куманово се реши за, не знам, можеби за опцијата што беше најреално што може да се нуди како програма за следните 4 години. Генерално да ми кажете како го оценивте изборниот ден, како изборен ден, како наблюдувач, но и како граѓанин? Како наблюдувач можам да кажам дека во местата каде што јас наблюдував, имав простор да наблюдувам, немаше некои нерегуларности, освен што во делот на запазување на протоколите за COVID-19, и немаше, да кажеме, огромни простори во некои избирачки места, недостасува средства за дезинфекција. Така да во тој дел имаше, нели, и во извештаите кои што ги спремавме и ги напоменавме тие работи. За во вториот круг
тука, кога остана само двајца кандидати за градоначалничката позиција, имаше ситуација каде што за еден кандидат, кој што друга партија даваше поддршка, имаше нивни наблюдувачи, а според законот, изборниот законник не смеа да бидат, бидејќи не се од партијата каде што градоначалникот се кандидира од самата партија. Меѓутоа, мислам дека тоа се реши набрзо во раните утрински часови, така да само наблюдува до крајот на изборниот процес, наблюдува само наблюдувачи од партијата кои што кандидира или кои што беа во делот на изборната трка. Како ќе оцените сега по постизборието, значи после изборите што се случува, како се случува, каква е атмосферата воопшто и во градот, ако сакате и на национално ниво, меѓутоа бидејќи сте од Куманово па за вашата општина, каква е и политичката атмосфера, меѓутоа и во општеството? Политичката атмосфера тука е генерално мирна. Интересен исто така фактот за поздравување дека градоначалникот на Куманово ги повика и сите други кандидати на кафе Моабе, да кажеме, за да разговараат за можните усогласување на програмите што ги имаме и другите кандидати, за да можат да направат некоја си заедничка програма, каде што во следните 4 години би можеле тоа да го реализираат како концепт или како проекти што би биле за доброто на општина Куманово и за доброто на граѓаните. Политичката атмосфера, доколку зборуваме во национално ниво, ние сме сведоци дека се случуваат нонстоп нови работи, се случуваат одлуки од последна секунда или последна минута, каде што мислам дека генерално и за општеството, но и за државата не е убаво, значи ќе треба една политичка стабилност за да се терат некои процеси до крај. Така да мислам дека ќе политичките структури, политички субјекти ќе успеат тоа да го надминуваат и да имат некоја си стабилност, бар ако не долгорочно, во среднорочно, за да можат да кажеме да ги тераме некои процеси кои што се битни за граѓаните, пошто ние имаме економска криза, имаме ковид криза, процесот за отварање на преговорите со Европската унија се уште се на место, нема помрднување од мртвата точка, да кажеме. И заради тоа мислам дека ќе треба една стабилност кој што би можело тоа да го тера до крај како што треба. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.